Се повеќе граѓани се одлучуваат за купување преку интернет. Избегнувањето на големите гужви и шопинг центри, како и заштедата на време се главните предности на овој начин на купување. Сепак има и такви граѓани кои се уште гледаат со скептицизам кон ваквиот начин на купување и сметаат дека купувањето преку интернет е небезбедно поради интернет измамите, а се сомневаат и во веродостојноста на производите што се нудат. Оттаму се поставува прашањето: колку е безбедно купувањето преку интернет? Според Иво Костовски, правен советник на Организацијата на потрошувачи на Македонија, купувањето преку интернет има позитивни и негативни страни. Тој посочува дека потрошувачите се соочуваат со проблеми во однос на лажни или манипулативни интернет страни, кои продаваат производи на нелегален начин преку интернет, огласи или слично. Најмногу поплаки добивале за проблеми со технички производи, односно користење на правата и обврските кои следуваат од гаранција и гарантниот лист. Заради тоа поупатените лица со апел при купување на интернет да внимавате на лажни страници и огласи. Инаку македонските граѓани лани потрошиле 18,4 милиони евра за онлайн трансакции, што е за 62% повеќе во однос на 2014 година. Според податоците на Народната банка за платежни картички уреди на кои тие се користат, бројот на трансакции направени преку компјутер или друг уред во 2015 година за прв пат ја надминал бројката од 1 милион и е за 33,5% поголем од 2014.